Компаниите имаат проблем во должничко-доверителските односи. Не можат да ги наплатат побарувањата, информира Сојузот на стопански комори. А кога работата ќе дојде на суд, тогаш следува долга постапка, која што трае и по неколку години. Сојузот апелира до фирмите да ги решаваат споровите по пат на медијација. На овој начин ќе заштедат пари, а прашањето ќе го затворат на брз и ефикасен начин. Се случува да оние кои што се должници одат во стечај или во ликвидација, па потоа немате од кого да наплатите, па сте во ситуација да треба и нивните трошоци да ги платите судски, затоа што тие веќе не постојат, односно треба да ги платите и извршителските и сите трошоци кои што следат. Толку многу се пролонгираат што дури известни компании изгаснуваат, одат во стечај и не успеваат да ги наплатат своите побарувања, стануваат неликвидни од истите причини. И навистина имаат проблеми кои што веруваме дека преку ова алтернативно решавање на спорови може да превземат еден дел од товарот на судовите. Реалноста покажува дека свест, така и деловната зедница за решавање на споровите по пат на медијација е се уште ниска. Законски, постапката може да трае најмногу до 60 дена, но работата се завршува и за многу побрзо. Во моментов има вкупно 43 лиценцирани медијатори. Основното што ги мотивира страните што се во спор, што решили да го решат во постапка на медијација е интересот. Тие точно знаат кој е нивниот интерес и секогаш ќе се водат од него. Во интерес на сопствениот интерес тие ќе гледат постапката да биде кратка, односно куса, да биде ефтина, односно да не изискува многу трошоци и при тоа двете страни да дојдат до решение каде што ќе бидат задоволни. Законот за медијација е донесен во 2006-та, но во следните 10 години се решиле само 100 предмети. Ова почна да се менува во последните 2 години, па се очекува до крајот на 2019 да се стигне до 2000 решени предмети по пат на медијација. Инаку, Комората на медијатори стави потпис на договор за пристапување во Сојузот на стопански комори, со што стана негова 34-та членка.